Аплауз не се. За премиерата, аплауз. Добра вечер. Значи, вие веќе забележивте, малце сме веќе понапредни во предавањата. Големата тема се е твоите чекори кон Бог. Јас се надевам дека за секој присутен чекорите во животот ќе го водат кон Бог, кон вистински однос со вистинскиот Бог. И може би овие предавања можат малку да помагат. Да помагат. Тоа би било нашата желба, нашата цел. Сакам да почнам со еден настан, нешто што ми се случи пред, може би, 20 години. Една вечер се враќам дома, во станот, тогаш живеев улица ЈНА, и забележувам некој малце непријатен мирис во станот. И знаете, ергените, понекогаш не се најсовремени со фрлање ѓубре ова она, си реков нешто. Дали не знам дали го фрлив ѓубрето, го луфтирав станот, па си легнав. Наредното утро станувам, пак мириса, некако чудно. Одам со носот во кујната. Таму е појако. Кујната, кај шпорето. Го гледам шпорето, жолтата ламбичка, вака, цветка, трепка некако. И гледам, таму напред, каде што шалтерите, од под еден шалтер, една течност, малце така, зелено-сивкаста, имаше течено. Јас се ведам, дали кога готвев нешто се излее и сега внатре влезено, треба да чистам изгледа. Го вадам шпорето, ги отштрафувам плеховите, гледам внатре, нема ништо. Гледам пак внатре, нема ништо. Третиот пат гледам и наеднаш го гледам. Некој рече глушец. Стаурец имаше отепан. Прилика толкав. Не нешто големо. Комшиите реновираа купатило и тие, поради тоа старците стана бездомници и шетаа скита. И тој кај мене отепан од струјата. Бараше храна во ова. Јас тотално шокиран бев секако. Ама интересното ми беше, кај третиот пат го видов. 2 пати гледав таму и не видов ништо. И се прашувам зошто. Се прашувам, тој беше цело време тука и не беше мало стар, тоа беше солиден индивидуум. Зошто не го гледав, не го видов? И знаете, тоа е нешто, понекогаш ние гледаме само она што го очекуваме. Гледаме, а не гледаме. Понекогаш гледаме само што сакаме да гледаме. Нели, некои луѓе велат, зборуваме за една тема, а слонот кој е во собата не го гледаме, не се спомнува. Значи има теми, каде што очигледно има нешто многу крупно и очигледно, а не се спомнува. Слонот во собата. Кај мене беше глушецот во шпорето. Значи, гледање, а сепак не гледање. А денешната тема ни е Божјото просветлување. Имаме потреба од помош да гледаме како што треба, во однос на Бог. И би сакал да почнувам со една провокација. Денес ќе провоцираме. Еден текст од Евангелието според Лука. Исус се ближи до Ерихон и некој слепец седеше покрај патот и просеше. А кога чу дека поминува народ, праша што е тоа. И му рекоа дека минува Исус Назареецот. А тој извика велејќи: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се.
А оние кои одеа напред го прекоруваа за да молчи. Но тој викаше уште повеќе: Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се. Тој викаше, јас само читам, окей? Ама можете да си представите. И Исус застана и заповеда да му го доведат. И кога се приближи, го праша: што сакаш да ти сторам? А тој рече: Господи, да прогледам. Тогаш Исус му рече: прогледај, твојата вера те спаси. И тој прогледа веднаш и тргна по него, славејќи го Бога. Тука гледаме еден слеп просјак. И слепиот просјак не гледа. И тој знае дека не гледа, и сите знаат, не гледа. Ама кога слуша дека Исус минува, и тој има слушнато и други нешта за Исус, и тој е веќе убеден дека Исус Христос, тој Исус, навистина е ветениот Месија, Спасител Христос на нашиот јазик. И тој си вели: јас морам ова прилика да ја искористам. И почнува да вика и да вришти што погласно. И не се откажува. Додека не доаѓа, или тој е однесен кај Исус: што сакаш да ти сторам? А тој рече: Господи, да прогледам. Јас би сакал, тоа е провокацијата, со овој став, ако ние го имаме овој став, искрено пред Бог, да признаеме дека во многу нешта ние не гледаме. Во многу нешта ние не гледаме и ни треба ова истото како на овој човек. Ако Исус би те прашал: што сакаш да ти сторам? Да прогледам, ама на прав начин. Во смисла да го сватам она што треба да сватам за да се спасам, за да дојдам во правиот однос со Бог. Тоа би било еден многу корисен став. И со овој став, со ова молба, можеме ние да доживуваме, да доживееме Божјото просветлување. Да дојде светлина во нашата темнина во животот. Ова беше почетната провокација, окей? Почетната провокација. И сега сакам да се свртиме кон текстот за денес, што ќе го работиме. Ние веќе го читавме тоа во првата вечер, каде апостолот Павле се обраќа кон Тимотеј и кажува како треба да живеат верните во Исус, ама тука само некои точки ми се важни. Тој зборува дека Бог е наш спасител. Бог сака да ни биде спасител и тој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. И ова е нашата тема денес: познавање на вистината, просветлување во смисла сваќање, разбирање, гледање на работите кои се потребни за јас лично да се спасам, да дојдам кај Бог, да примам вечен живот од Него. Интересно е зошто треба да ја познавам вистината. Знаете, може би после ќе зборуваме и некој ќе вели: што мислиш ти, Алекс, кој си ти? Кој сте вие? Вие мислите дека вие ја имате вистината? Вие треба да ми ја кажете? Јас ја знам. Одамна јас ја знам. Не мораше ти да дојдеш. Нели, тоа е еден став. Јас можам да кажам во мојот живот, јас известно време не ја знаев вистината. И затоа велам, ставот на овој слеп просјак би бил добар став. Не поради тоа што ова здружение кажува нешто, или дека Алекс кажува нешто, или било кој човек кажува нешто, туку Бог сака да ни
даде познавање на вистината. И ако некој вели, јас сум паметен, јас сум интелигентен, јас сум образован, јас знам многу нешта, ама дали си спасен? Дали можеш да велиш, јас го имам тој однос со Бог, што знам, сигурно од Него кажано, со, како се вика, со тапија Божја, дека мене гревовите ми се простени и јас имам вечен живот. И кога ќе го напуштам овој свет, јас одам кај мојот Спасител Исус Христос. Дали тоа можеш да кажеш? Дали тоа го знаеш? Тоа би било целта. Не да се мериме сега кој е попаметен, кој е поинформиран, кој е писмен, неписмен и не знам какви поими ги користиме. Зошто морам јас да дојдам до познавањето на вистината? Таа вистина што ме спаси, што ќе ме спаси. Бидејќи го немам тоа познавање. И треба да сум понизен пред Бог, како овој просјак. Господи, ти можеш да ми помогнеш во нешто, да прогледам. Ja? Тоа би било ставот кој ќе биде на вистина пресуден. Ние луѓето, обично, како што живееме, сме далеку од тоа познавање на вистината. Еден опис, апостолот Павле пишува пак верните во Ефес и во една реченица го опишува ставот на нас луѓето, да не живеете веќе како народите. Тоа се сите тие луѓе што не го познават Бог. Како ги опишува, тие живеат во суетата на својот ум. Тука идејата е, имат живот и понекогаш во својот живот достигнуваат големи нешта, но на крај тој живот нема вечна смисла, вечна цел. Суетно е сето тоа. Едниот собира пари и ги остава, не може да ги земи. Другиот, други успеси, ова, она. Се нешта кои се минливи. Тука вели Павле, луѓето се помрачени во својот разум. Има многу разумни луѓе, ама разумот ваѓа понекогаш, во однос на Бог барем, погрешни заклучоци. Знаете, во Ефес постоеше големиот храм на Афродита. Така беше? Артемида истото, мислам. Да, Артемис беше, ама мислам истата. И сега види многу паметни и способни луѓе го изградија тој храм. Ja? Големи мајстори, ова, она беше светско чудо. Yes. Ама, сепак беа помрачени во својот ум, бидејќи Артемида не постои. Не постои, измислица. Односно, зад идеите за богови, лажни богови се кријат демонски идеи, ѓаволски идеи. Значи, разумот е тука, ама во однос на Бог е помрачен, му фали светлина, му фали вистина. Понатаму вели, отуѓени се од Божиот живот. Значи, не го познаваме вистинскиот Бог и не знаеме како е тоа да живееш ти со Бог, во заедништво со Бог. Рековме, ние веќе сме поканети, Бог не кани во едно вечно заедништво со Него. Каде што го познавам Бог и доживувам во мојот живот како Тој ме слуша кога се молам. И јас, кога сакам Бог да ми зборува, ја читам Библијата. И Бог ми зборува мене, па јас му зборувам во молитвата. И Тој ме води во животот, Тој ме охрабрува, Тој ме утешува, Тој ме укорува ако треба. Јас можам да живеам во доверба во Него. Не морам јас да се борам за се, со моите средства. Тој живот луѓето не го знаат.
И тука Павле спомнува поради незнаењето кое владе во нив. Не знаат за тој вистински и жив Бог. И плюс уште нешто заради закоравеноста на нивното срце. Тука доаѓа уште еден аспект кој не можеме разумно да го објасниме. Понекогаш ти му кажуваш на некој човек нешто сосема логично и јасно, но тој е закоравен. Тој е решен однапред дека нема да те слушне. Колку и да се вистините и твоите аргументи и твоите му објаснуваш, му кажуваш зашто верувам, например, јас ова она, решен е не слушам. Аргументите не можат ништо да прават. Значи, така се опишува нашиот став. Какви сме ние луѓето. Апостолот Павле како постапувал према ваквите луѓе? Преку откривањето на вистината се препорачуваме себе си на секоја човечка совест пред Бог. Ние на луѓето им ја кажуваме вистината и некако апелираме не само на нивниот разум, туку на нивната совест. Совеста е нешто поосновно. Совеста е некоја инстанца во нас од Бог создадено, која ми кажува ова е вистина и би требало, или ова не е окей, ова е добро што го правам, ова е лошо што го правам. Значи, конечно, разумот не е решителното, туку совеста. И Павле вели, ја кажуваме вистината. И на некој начин се препорачуваме, не се наметнуваме, не ги присилуваме луѓето, туку се препорачуваме. Ако сакаш, слушај, ако не, не. Ja? Тоа е пристапувањето. Може би, мојата совест вели, ова звучи како да е вистина. Или, може би имам лоша совест. И се чувствувам загрозен. И нема да дозволам да ми се каже некоја објективна вистина. Ке се борам против тоа, ке аргументирам, ке се скарам, ке викам. Не дозволувам да ми се приближи таа вистина. Дека може би лошата совест не може да верува дека ова вистина има нешто добро да прави во мојот живот. Уште еден пример како функционира Божјото просветлување. Ова е крајот на книгата Дела на апостолите. На крајот авторот опишува во вториот дел делувањето на апостолот Павле. И Павле доаѓа како заробеник во Рим и чека судење. А додека го чека судењето, тој има стан и ги кани старешините на еврејската заедница во Рим и сака да им објасни зошто е тој обвинет, зошто е тој заробеник. И дојдоа некои од нив во неговиот стан. И сега ова е многу интересно. И од утро до вечер тој им објаснуваше и сведочеше за Божјото царство и ги убедуваше за Исус од Мојсеевиот закон и од пророците. И едни се убедија во тоа што зборуваше, а другите не веруваа. Ова е многу, за мене, некој клучен текст. Павле зема цел ден. Не знам кој би издржил цел ден, замисли. Цел ден аргументирање. Павле објаснува и сведочи. Значи, објаснување, тој го зема Светото писмо, Стари Завет, што тогаш постоеше,
и го толкува. Зема текстови, цитира текстови кои зборуваат за ветениот Месија, за Спасителот, за Исус Христос. Им ги кажува текстовите и ги толкува. А после сведочи, бидејќи самиот Павле, кога патувал за Дамаск и сакал да ги гони христијаните, го виде Исус од небото. Значи, тој има нешто да сведочи и тој има нешто да објасни. Ja? Да толкува. И тоа траеше од утро до вечер. Има многу материјал. Ja? Ова не беше кратко предавање. Ги убедуваше. И знаете, зборовите што тука се користат, сега мораме малце на грчки, а не е страшно, да те убедувам, грчкиот збор е пithо. Те убедувам. А да веруваш е пистево. Значи, пithо е коренот на зборот верувам. Зборот за убедување е коренот, уверување, за зборот верувам. Пithо, писти. Писти, пистево, значи јас сум убеден, уверен и сега имам доверба во тоа. Не, значи верување во библиска смисла. Не значи слепо верувам без аргументи. Верувам без ништо, некако во празниот простор верувам. Се и се што верувам. Не, воопшто не е така. Јас сум благодарен за овој текст, каде што гледаме Павле аргументира, носи аргументи од Мојсеевиот закон и пророците, значи Стариот завет на Библијата, и се труди да ги убедува, да ги уверува. Okay? И едните беа убедени и верува, другите ама не верува. И тука се гледа колку е блиско тоа заедно. Значи, Божјото просветлување, што ни е толку потребно, функционира вака. Бог ни зборува, аргументира, објаснува, ни сведочи. Со надеж ние да дозволиме да бидеме убедени и да имаме после доверба во тоа што тој ни го кажува. Јас верувам, пистево, бидејќи сум убеден. Пithо. Толку грчки, окей? Толку беше. Не дека јас знам нешто, ама така е очигледно. Тоа е Божиот начин како тој сака да ние да ја запознаеме вистината. И сега денес ќе зборуваме за три нешта во овој текст. Бидејќи Бог е еден, или еден е Бог. И еден е посредникот меѓу Бог и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе си како откуп за сите, за сведоштво во вистинско време. И ќе зборуваме за овие три точки, најважните. Еден е Бог, еден посредник и луѓето. И накратко се надевам да ни станува јасно вистината за Бог, за нас луѓето и за посредникот помеѓу Бог и луѓето. Значи, овај текст многу е јасен. Еден е Бог. И преге читавме Бог, нашиот Спасител. Тој едниот Бог сака да не спаси. Читавме веќе. Многу едноставно, многу јасно. Еден е Бог, Исус Христос вели, ова е вечниот живот или вечен живот, да те познаат тебе единствениот вистински Бог. И Исус Христос кого си го испратил. Значи, Исус вели дека постои само еден вистински Бог. И него мораш да го познаваш. Познаеш, запознаеш. Вие знаете, јас правам грешки, вие ме разбирате, окей?
Не е доволно да велиш, јас знам дека постои. Знам дека постои. Не, тоа не е доволно. Лично познавање. Ти и Бог. Лично познавање, лично слушање, зборување, разбирање, познавање. Ако луѓе го одбијат тој вистински Бог, например, велат, не постои, Бог не постои. Науката откри, ние се можеме да објасниме со природни процеси, Бог не постои. Или, други луѓе прават богови како Артемида, или Зевс, и Хера, и сите тие други. Ja? Апостолот Павле вели тие луѓе во своите размислувања падна во безумство. И нивното неразбрано срце беше потемнето. Значи, пак и пак слушаме такви поими, кога ние луѓето зависиме само од нашиот разум и нашите размислувања, паѓаме во будалштини, безумство и се потемнува нашето неразбрано срце. Тоа е за жал нашата состојба кога не го слушаме Бог, не го слушаме Божјото откровение, туку се потпираме на нашиот собствен разум. Еден таков пример. Уште малце. Апостолот Павле, кога беше во Атина, држеше еден говор кај на Ареопаг. Тој дебатираше, дискутираше со луѓето во Атина и имаше таму филозофи од две групи. Не е важно сега кој беа тие, стоиците и епикурејци се вика тие две групи, и го молеа да им објасни што е тоа новата вера што тој ја проповеда. И додека зборува вака: Бог, кој го создаде светот и се што е во него, како господар на небото и на земјата, не живе во ракотворни храмови, ниту прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто, бидејќи тој самиот им дава на сите живот, здив и се. Тоа е вистинскиот, единствениот, вистински Бог. Бог го создаде светот. Светот не настана сам по себе. Бог го создаде светот. Тој е господарот на небото и на земјата. Тој не живее во храмови кои се од луѓе изградено. Тој живее во својата димензија во небото. Ниту прима служба. Ние мислиме, ние луѓето сакаме да му угодиме, да се со служење, со религиозни активности, како Бог да има потреба од нас. Но Бог не прима служба од човечки раце. Знаете, атинјани, овие, како се вика тоа, боговите што ги има, богињите, што ги има во Акрополис, жените плетеа облеки за нив, огромни облеки. Жените во Атина им кроеа и им плетеа облеки и ги облекоа одново. Значи, тие богови така им служеа и се надеваа дека на тој начин можат да ги подкупат боговите да бидат на нивната страна. Како некоја мафија, мораш да платиш секогаш пари да те остават на мир. Ja? Види, Бог е тој кој самиот им дава на сите живот, здив и се. Тоа е живиот вистински Бог. Друг Бог не постои. Друг Бог не постои. И сега некој ќе вели, како знаете вие? Мислите дека само вие имате вистината. Милиарди луѓе во овој свет веруваат во друго.
Хиндусите веруваат во 330 милиони богови. Ја? Тие веруваат во толку богови. Христијаните веруваат само во еден бог. Атеистите веруваат во ниеден бог. Будистите веруваат, јапонците им се кланјат на своите предци. Починатите предци, фамилијата. Кој е во право? Не можат сите да бидат во право. Ја? Значи, по автоматизам не значи дека ние сме во право, ама некој мора да е во право. 330 милиони, 1,4 милиарди индици веруваат дека тие се во право. Не разбирате, некој мора да е во право. И мораме да имаме начин да ги провериме, аргументите, дали она што јас го сметам за право е разумно да го верувам. А сепак, ние веруваме, и тоа го верува апостолот Павле и предците, дека Светото Писмо е Божјото само откритие. Бог се има откриено во Светото Писмо. Ама знаете, ние луѓе имаме една голема способност да измислиме лажни религиозни работи. Јас гледав еден клип од една холангјанка која вози со моторот низ Јужна Америка. И во Аргентинија, блиско до Андите, пак и пак поминувала покрај вакви споменици со многу шишиња. И таа прашува, таа има многу луѓе што ја праќат, што е ова? Дали некој знае што се овие шишиња и овие споменици? И некој пишува сега таму, ова е споменик, како религиозен споменик на една светица. Значи, аргентинска народна светица. Не официјално прифатена од католичката црква, ама народот, ова жена, ја почитува, се молат, на секаде има, значи ова е, како се вика, светицата на шоферите. Шоферите. Таму има пустина во тој дел. Андите се високи и едва доаѓа дожд преку Андите и таму се е пусто. И се работи за една млада жена, која, значи таа се викаше Марија Антонија де Олинда и Кореја. Многу јако, а? Ја, значи една млада жена, која во годината 1841 се породи, свежо породена, незиниот маж бил киднапиран од некои партизани, тогаш имаше граѓанска војна, и тие го однеле. И низ пустината, не знам каде оделе. Кутрата Марија Антонија, не знам, во очај, во лудост, во не знам, во љубов, го зема бебето и оди по него, во пустината. Неколку денови после ја нашле, умрена од жет. Умрена од жет и бебето лежело до незината дојка и тоа што имаше уште млеко, бебето останало живо. Ја? И сега, окей, тоа е трагична случка. Јас разбирам да се памти тоа, да се вели, види колку жената го сакаше мажот, не знам како, можеш и да велиш, види каква будала беше, со новороденче ти не одиш во пустината, ќе останеш таму каде што си. Ја? Не знам. Забележлива приказна ако е вистина, ама луѓето што прават, каде што е погребана, светилиште настана. Луѓето одат и се кланјат таму, не знам, се надеват на заштита кога патуваат на тие опасни премини во Андите. Се прави цело религиозно поклонување. Еве статуа умрената Марија Антонија со бебето уште на дојката. Видите, ние луѓе имаме голем капацитет. Зашто? За лажни религиозни идеи да измислиме. Ја.
И разбирливи, која мајка не би, или која жена, или кој не би бил трогнат од таков настан. Ама жената беше само жена и умре, бидејќи постапуваше неразумно. Ама ние луѓето ја правиме светица и се молиме, носиме сите тие шишиња со вода и уште и носат вода. Извини, веќе помина жената, умре веќе. И тука гледаме една голема опасност, колку сме ние во опасност да измислиме лажни, погрешни, религиозни идеи, на место да го слушаме единствениот, жив, вистински Бог, кој е создателот на светот и на се што е во него. Бог го создаде светот и светот е една светлина околу нас. Ако се занимаваш со природата, со биологијата, тоа е како светлина која свети и ти кажува еден генијалец го направи ова. За жал сме многу површински, можеби не се занимаваме доволно длабоко со тоа како функционира животот. Ама човекот кој се занимава со тоа и научниците што се повеќе откриват фасцинантни работи. И станува се појасно, ако сме искрени, дека овој свет не можеше да настане случајно. Тоа е само најопшто го кажувам, после ако сакаш ке дискутираме. Ja? Туку светот, животот е светлина која јасно сведочи за генијалноста и силата на Создателот. Овој текст уште ни кажува нешто. Бог е господар на небото и на земјата. Знаеш, има луѓе кои веруваат, во небото има една кралица, кралицата на небото. Во небото нема кралица, има крал, кралица нема. Бог е господарот на небото и на земјата. Бог не живее во згради. И Бог нема потреба од нас. Тој нема потреба од нашата религија. Нема потреба од никој и од ништо. Тој им дава на сите живот, здив и се. И тоа би било нешто многу важно да го признаеме, да го сватиме. Ако денес са бајле станав, благодарење на кој? На Бог. Ми дава здив, секој здив. Што го дишам, тој ми го дава. Животот доаѓа од него и секој од нас постои бидејќи Бог сакаше да постоиме. Тој ни дава се. И сега Павле продолжува. Тој, Бог, направи целиот човечки род да потекнува од еден човек и да се насели по лицето на целата земја, откако им определи одредени времења и граници на нивните живеалишта. Тоа е интересна работа. Знаеш, за вие како македонци се борите за граници, за држава, ова, и тука читаме Бог определи на народите одредени времења и граници. Имаше народи порано кои денес не постојат. Имаше стари царства кои исчезна. Не постојат веќе. Има време и знаете, Бог го определи тоа. Ајде се војува ова, ама конечно беше Бог тој кој одреде перзиците, кинезите, виетнамезите, иранците, перзиците се тие, грците, македонците, германците, Има одредени времења, граници, знаеш, граници, некако, безбедни граници, да живееш мирно и безбедно. А која цел би имало тоа? За да го барат Бог. Бог дава да имаме општество функционално, сигурно, да не се бориме секој ден за прост обстанок и живот, туку некако да живееме и да имаме време
да прашуваме кој е Бог кој сето тоа ни го дава. Целта би било да го бараме Бог. И знаете, некогаш порано со напипање и барање некако, магливо. Ама денес ти можеш да ја отвориш Библијата, Светото писмо и многу јако, јасно и остро, немагливо Бог ти се представува. И знаете, убаво, Бог не е далеку од ниеден од нас. Бог е близок, Бог е близу до нас. И ако ти му се обраќаш, како што слепецот му се обрати на Исус, Боже, те молам, отвори ми ги очите. Да се запознавам со Тебе, да ја разбирам вистината, која треба да ја разбирам за да се спасам. Бог е тука и ќе те слушне. Тоа е сигурно. Павле уште зборува, многу долго зборува Павле. И бидејќи сме Божи род, тој цитира некој грчки нивен писател и филозоф кој рекол ние сме били Божи род, луѓето. И Павле го цитира и вели, ајде, во право е човекот. Бидејќи сме Божи род, не треба да мислиме дека божеството е како злато или сребро или камен, како творба на човечката уметност и замисла. Атина била полна со храмови и разни богови и фигури. Бог не е таков. Ние сме Божи род. Ние луѓето сме создадени во Божиот лик. И тоа значи дека Бог, ако јас носам во себе Божиот лик, тоа значи дека Бог не е енергија. Некоја безлична енергија, сила, принцип. Не, јас сум личност, јас не сум принцип. Имам принципи јас, премалку. Требаше да имам принцип секоја недела салам да го чистам станот ова она. Со принципите уште сум малце слабо. Што сакам да кажам, јас сум личност. И една личност ме создаде мене и тебе. Бог не е помалку личност од нас, туку повеќе личност од нас. Не е тој само некоја енергија. И тој тебе те познава како личност. И тој ја познава твојата лична приказна. Кој си? Кој беа твоите родители? Кој беше твојата фамилија наназад? И знаеше сите лично. Секој поединец. И знае зошто си ти таков, зошто си пораснал, си се родил во овие услови. Зошто си станал тој што си денес. Бог знае се. И Бог лично ти се обраќа. Лично ти се обраќа. Личност со личност. Знаете, Господ Исус му кажува и кажува на една жена кога дискутираат за Бог. Бог е дух и кои му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Бог е личност, Бог е дух и јас, како човек, сум дух и тело. Јас сум една комбинација од дух и тело. А контактот со Бог не оди преку материјални нешта. Например, ти сакаш, ти имаш една молба во животот. Кон Бог, што ќе правиш? Знам, некој ќе земи свеќе и ќе го запали на некој свето место. И свеќето нека се моли за мене некако. Знаеш? Извини, Бог е дух. Свеќето не може да стапи во контакт со Бог. Знам, тоа е символ. Ама знаеш што е важно? Ти да дојдеш кај Бог, ти дух. Ке му се обратиш на Бог кој е дух. Не е некоја фигура од камен, ниту слика. Ако сакаш да му се поклониш на Бог, мораш ти да дојдеш лично и мораш да постапиш вистинито према Бог.
да признаеш вистината за него и за тебе. Искрено. И сега, Павле уште зборува. И така не гледајки на времињата на незнаењето. Гледаш, Бог знае, луѓето живееа во незнаење, ама сега тие помина. Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде, зашто определил ден кога ќе му суди праведно на целиот свет. Преку човекот кога го определил за тоа. Давајќи им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. На Бог ние не му сме сеедно. Бог не е рамнодушен према нас. Тој ни зборува и ни заповедува да се покаеме. За наше добро. За наше добро. Конечниот аргумент зошто треба луѓето да се покајат, да прават пресврт во мислењето, во ставовите. Бидејќи доаѓа Божиот суд, Бог веќе има определено ден кога ќе му суди праведно на целиот свет. Бог го знае веќе датумот. Ние не знаеме. Ама знаеме дека секој ден одиме поблиску. И тоа е неизбежно. Бог ќе му суди на светот. Зошто ќе суди? Судењето значи ги исправам работите што не се исправни. Сето зло што постои, ние го користиме како сомнеш дали постои Бог. Аргумент може би против постоењето на Бог. Ако Бог би постоел, тој немаше да дозволи сето ова зло да се случи. Ама Бог ми кажува, јас сега го дозволувам тоа да се случи, и покрај тоа што го забранувам, ама еден ден ќе судам. Злото нема да постои за секогаш, неправедноста, неправдата, сето тоа што се прави нема да трае за секогаш. Злото во светот ќе биде судено. За Бог тоа е мора и ќе биде. Проблемот е ние како мислиме за тоа. Понекогаш нашите идеи ги добиваме од некој филм. Ја? Ние луѓето повеќе нашите ставови и идеи ги добиваме од некој роман или некој филм, отколку од Божјото Слово. Јас морав да мислам на филмот Гладиатор. Не знам дали го знаете, сигурно го имате гледано. Како се вика глумецот? Расел Кроу. Кога уште беше млад и слаб и убав. Расел Кроу. И на крај, Максимус се вика тој. Тој е тој, Good. Максимус е добриот во тој филм. Тој беше генерал. Не сакам да знам колку кутри германци тој има убиено. Ама тој е таму добриот во филмот. Нему му се прави страшна болка и неправда. Му ја убиваат жената и детето. И тој се бори, се одмаздува на крај. И на крај, кога умира, се отвори вратата и неговиот дух оди во, не знам дали Северна Африка, некаде има голема фарма, и влегува и таму се жената и детето. И така мислиме ние луѓето. Тој оди таму. Си прашувам, а лошите? Каде одеа? Во друг свет. А што е со неговите гревови? Тој беше идеален, тој беше светец. А во филмот го покажа. А за неговите гревови? Гревовите на жената? Дали секој ќе добие своето мало небенце, каде што никој не го чепка, ништо ти си, тој што си, и на крај ќе одиш горе, и се ќе биде супер, и за криминалецот, и за не толку криминалецот. Знаете, некако така мислиме ние луѓето. Отиде горе.
Сега е горе, сега гледа. Знаеш? Имам една роднина, незината мајка умре и кога шетаме и една голем облак се загрозува да се заканува да врни. И после не врна. И таа мојата братучетка вели: "Фала, мамо, што не врнеше." Незината мајка, јас ја сакав, јас ја посетував, мојата тетка. А тај се обраќа како тај горе и организира работите за своите деца. Сето тоа е разбирливо, ама лажно, лага, измама. Ja? Бог ќе му суди на светот. И ние обично се гледаме, ние сме жртвите. А ние не сме само жртви на зло, туку сме и сторители на зло. И затоа и нам ќе ни биде судено. Единствениот излез од тој суд е лично признање на тој грев пред Исус Христос. Ќе дојдеме до тоа лично поверување во Него. Нешто зборувавме за Бог. Еден е Бог. Бог е еден. Многу важни нешта што треба да ги сватиме за Бог. Сега доаѓаме, зборуваме за луѓето. Еве и пак една лоша вест. Мислите на човечкото срце се зли од неговата младост. Една изјава Божја во Стариот Завет. Човечкото срце. Знаеш, ние можеме да велиме, аме општеството не чини, затоа станав лош. Општеството е лош, бидејќи сите ние луѓе сме такви. Мислите на нашите срца се зли од нашата младост. И на крај, она што е во нашето срце, од младоста, се спроведува во дело. Што направив? Го исклучувам часовникот, иначе треба да престанам сега. Колку од нас го следеа она што беше во нашето срце? Еве овој стих ни кажува, Римјаните, нема разлика, сите сгрешија. И им недостасува Божјата слава. Ние, Божите славни стандарди, односно, тие беа живеани од Исус Христос. Ние сме многу далеку од тоа, многу далеку потфрлуваме. Секој од нас има сгрешено и нема разлика. Знаеш, говорникот и сите кои седат тука сме во иста каша. Бог, преку апостолот Павле, вака ги ја опишува нашата состојба. Слаби сме, слаби. Кога Бог бара од мене, прави добро, многу слабо ми успева. Божите заповеди многу јако ги прекршувам. Многу сум слаб во таа дисциплина. Ние сме безбожници. Ние сме грешници, ние сме Божи непријатели. Ама баш во тие стихови Павле вели, Бог цело време не љуби, додека ние сме такви. Додека ние сме такви, Бог го бара наше најдобро, го бара наше спасение. И уште понатаму, како ќе се избавиме од нашата состојба? Со делата на законот, со други зборови, со пазење на 10 Божи заповеди. Ниедно тело, ниеден човек, значи тоа, нема да се оправда пред Бог, пред Него. Нема да успеам да се покажам дека јас сум праведен. Ниеден. Колку и да се трудам дури со најдобра одлука, одлучност и дисциплина и принципи, нема да успеам. Преку законот доаѓа само познавање на гревот. Значи, Божите заповеди ми покажуваат колку сум далеку од тој стандард како личност што Бог го бара.
и станувам свесен колку грешам. И тука имаме еден, во долниот стих, кој го сватил тоа. Еден цариник стоеше далеку, во Божиот храм, во Ерусалим влегол, ама стоел далеку. Му беше срам да оди напред, не сакаше ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше по градите и велеше: Боже, биди милостив спрема мене, грешникот. Еве, овој човек дошол до познавање на гревот. И сватил, јас сум грешник. Ама му се обраќа на Бог и бара милост. И знаете, грешникот, за да се спаси, да прима прошка за гревовите, нема потреба од уште повеќе религиозни активности, од по-сериозно фаќање со задачите, да речам. Не, туку му треба милост. Му треба милост. И сега имаме веќе две нешта. Пред ги рековме: Боже, Исусе, отвори ми ги очите. И тука ми ги отвори очите за мојата грешност. Станав свесен. Бог ме осветли и станав свесен, јас сум грешен. Што да правам сега? Боже, биди милостив према мене, грешникот. Ми треба милост, не нова дисциплина. И знаете што е добрата вест? Нема разлика зашто сите сгрешија и им недостасува Божјата слава, но се оправдуваат од неговата благодат или милост преку откупот во Христа Исуса. Еве тука е решението. Грешникот стана свесен, просветлен, јас сум грешник. Барам милост од Бог. И тука Бог ми дава милост, благодат. И Бог ќе ме прогласи за праведен. Тоа значи ќе ми ги прости сите гревови. Зошто? Бидејќи еден друг, Христос Исус, ги откупи моите гревови. Друг умре за мене. И тоа е третата точка за денес. Која вистина треба да сватиме? Еден е Бог, за нас луѓето зборувавме сега, дека сме грешни и не можеме самите да се спасиме, и тоа е многу важно да го сватиме. А сега еден е посредникот помеѓу Бог и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе си како откуп за сите. Значи, еден е Бог, ние луѓето сме изгубени и еден посредник постои помеѓу Бог и луѓето. Нагласуваме само еден посредник. Сите вистински свети мажи Божи укажуваат на Исус Христос. Свети Павле, цело време го цитираме Павле, ова вели Павле, Свети Павле, кој беше обезглавен за верата во Рим, Свети Петар, Свети Стефан, Свети Јован, Свети Лука, Свети Матеј, Свети Марко, Свети Јаков, така ги нарекуваме луѓето. Тие. Сите свети мажи Божи, сите како големи знаци во сообраќај укажуваат Исус е Спасителот. Ние сме грешници. Исус е Спасителот. Кај Него мораш да одиш, не кај нас. Интересна работа. Апостолот Павле што вели? Ние не се проповедаме себе си. Павле не вели, дојди кај мене, моли се на мене, јас ќе те спасам. Не. Не се проповедаме себе си, туку Христа Исуса, како Господ. А себе си како за ваши слуги. Павле вели, јас со моето делување, пишување, ти служам тебе да дојдеш кај Исус. И тој да стане твој Господ, Господар и Спасител. Секој од тие вистински свети мажи, што ги спомнував, ќе те пуштат кај Исус ако прашуваш: еј, Павле, кажи ми, што да правам да се спасам?
Петре, апостолот Петар, што треба да правам да се спасам? Јаков, Стефане, сите. Верувај во Господ Исус и ќе се спасиш. Тоа е нивниот одговор. Така постапија и тие. Во ниеден друг нема спасение. Го нема спасението. Ниту има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да се спасиме, освен Исус. Ja? Значи, има само еден посредник помеѓу Бог и луѓето. Човекот Исус Христос. Еве сега, човекот Исус Христос. Бог мораше да стане човек. Исус, тој човек, ние што го знаеме со името Исус, од секогаш беше вистинскиот Бог и стана пред 2000 години, грубо кажано, вистински човек за тебе и за мене, за да може да умре за твоите гревови. Истовремено, со тоа што стана тој човек, знаеме дека во Исус човештвото има иднина. Тие што му припаѓаат на него, тие имат иднина вечна. Бог се има споено со нас со тоа што тој стана човек. Ja? Може би кај мене, јас се уште не станав македонец, а може би мојата кола ќе биде првиот дел од мене што ќе стане македонец. Изгледа ќе морам да ја царинам и да ја увезам официјално. Значи, еден дел од мене, мојот убав Пасат, ќе стане македонец. Разбирате? Ама, што сакам да кажам, Бог стана човек. Тој е сега еден од нас, Исус Христос. И со тоа, човештвото, тие што веруваат во него, имат иднина. И нема астероид, и нема, не знам што, нема да не избриши. Ja? Човекот Исус Христос стана човек за да може да умре и се даде себе си како откуп. Неговиот живот ги откупи твоите гревови. Тој вели тука откуп за сите, и во тоа сите сум и јас, за кој што многу среќен, ja? Ама и ти биди дел од сите овие, знаеш? За тебе тој веќе ги откупи гревовите. И ќе ти се допиши на твојата сметка тоа, кога доаѓаш кај него. Со признавање на твојот грев и со доверба во него. Значи, Божјото просветлување сака овие работи, се уште не, сака овие работи да ги јасно, да ги црта пред нашите очи. Еден Бог, еден Создател, кој е и судија и сака да биде спасител, бидејќи те љуби. Ние, луѓето, а сега ти, човекот, создаден во Божиот лик, но од Бог си отуѓен, расипан, виновен, помрачен, фала, помрачен, Божи непријател и не можеш сам себе си да се спасиш. И единствениот посредник, Исус Христос, кој се даде за тебе. На него, кај него мораш да се обратиш. И тоа е прашањето, дали веќе се имаш обратено кон него, твојот посредник, кон Бог. Дали веќе имаш разбрано и признаено дека тој ти е потребен. Ке велиш, абе јас верувам во Исус, во теорија. Знаеш, еден добар пример, јас верувам во заболекарот. Ама да одам, е сосема друга работа. Обитувано има многу заболекари. Ама знам, некој од вас
големи маки трпат, пред да одат. Нели? И да му дозволат тој да те буши, да чепка, да боли, и на крајама е решен проблемот. Верувам во Исус по теорија, ама не си отишол. Не си се покајал. Не си му дозволил тој да те спаси, тој да ти стане господар во животот. Верување и верување сосема друга работа. Ама еден предлог. Еден предлог за денес. Како слепецот викаше Исус, сине Давидов, знаеш, ова е неговата титула. Од таа фамилија требаше да дојде Спасителот и тој вели, Исусе, ти си тој син на Давид, ти си тој Спасител, смилувај ми се. Тоа е добра молитва. Што да ти сторам, вели Исус? А Господи Исусе, сега за сега, дај да разбирам. Дај, отвори ми ги очите, отвори ми го срцето да го разбирам тоа, ако случајно не сум разбрал. Да го разбирам многу јасно, за да можам да поверувам во Тебе, да се спасам. Значи, тоа беше се за денес. Сега една покана. Почнавме со провокација, сега покана, окей, на крај, за наредниот ден, наредната сабота, нашата најважна одлука. Ќе биде темата. Сакам да ве поканам. Се надевам да се видиме пак, може би во меѓувреме. Ja. Едно нешто важно, преќе рековме, важното не беше кој денес тука стоеше и зборуваше. Важно беше чија беше пораката. Ja? Пораката доаѓа од Бог, нашиот Спасител, од Исус Христос, кој едва и чека да ја прифатиме неговата покана, за да може тој да не спаси, да ни ги прости гревовите и да ни даде нов живот. Тоа е важното. Океј. Сега сме готови и знаете сега што чека, веќе повеќето сте биле, имате видено благо, муабети и дружење. Фала многу.